Граѓани и членови на опозицијската ВМРО ДПМН излегува на протест револтирани кон општина Карпош, која сака да изгласа детален урбанистички план за изградба на 50 на објекти во Козле. Опозицијата алармира, бетонизација на оваа локација е неприфатлива. Ова е веќе трет обид како општина Карпош обидува да атакува на зелениот појас и на водно. И покрај тоа што ги познаваат добро и условите и мислењето на граѓаните, кои се нивните интереси и кои се нивните ставови. Дури и самите има на неколку пати укажано дека насилната урбанизација е убедливо најголемиот проблем во анкетите на Карпошани, неколкократно повеќе од сите други заедно. Планот кој треба да се гласа на некои од наредните седници на Советот на општината предизвика бурни реакции кај невладините организации. И граѓаните кои живеат во непосредна близина и порачаа на локалната самоуправа уште еднаш да размисли за оваа идеја. Ние имавме доставено неколку барања до општината за кои се реалните потреби на населението во потегот на Ловкенска на кај Водно, но сепак општината остана нема на тие барања. Градоначалникот на општина Карпош пак уверува дека сите забелешки кои се испратени од граѓаните, невладините и партиите ќе се земат предвид, но и ја обвини опозицијата за лицемерие. Денеска пред се протестираат членови и активисти на ВМРО ДПМН од Карпош, истите кои го работеат дупот за градска четврт Ј04. Секој може да го оствари своето право на протест, но лицемерно е опозицијата да се крие зад општинскиот граѓански интерес, затоа што тие Стефчо Акимовски се директни виновници за урбанистичкиот хаос во Карпош и Скопје. Откако ќе бидат разгледани испратените забелешки на некоја од следните седници на Совет, планот ќе се најде на дневен ред. Деталниот урбанистички план за кој граѓанските иницијативи реагираат дека не бил усогласен со генералниот, предвидува изградба на 50 на објекти со приземје, 2 ката и поткровје на локацијата над Институтот за белодробни болести во Козле.